Продолжуваме со содржините на емисијата Слободен печат. Вие гледате во живо емисијата Слободен печат и веднаш повестите, како и секој утро, така и ова утро продолжуваме со анализата на колегата Дејана Андоновиќ. Добро утро и за ова утро. Добро утро. Вестите ги завршив со ситуацијата во Еквадор. Какви се тие случувања и што всушност значи? Што се случува таму? Па таму се случува нешто што секогаш се случувало и од секогаш тие латиноамерикански или јужноамерикански држави имаат проблеми со банди, со мафија која ги контролира државите, па кога во државата ќе дојде власт која не соработува со тие мафијаши, тоа се наркобосови, знаеме дека од овие држави доаѓа кокаинот, тој го врти светот, за жал, сите тие наркобосови се доста богати, корумпирани се властите во Јужна Америка, повеќето држави, знаеме Мексико, каква мака мачи со тие. Сме гледале серии, знаеме од познатите наркобосови од Мексико, од Колумбија, Венецуела не толку, бидејќи таму има еден друг режим кој веројатно е многу појак од тие мафијаши. Значи, околу Еквадор се случува следно: известен наркобос, познат во Еквадор, избега од затвор. Како избега и што избега не е познато. Повторно корупција, повторно подплатени луѓе, потполно подплатено судство, потоа излегува луѓе на протести, дојде до бунтка и затворениците, излегува на улиците, дојде до една тотална анархија во државата, особено во главниот град, каде што во моментов, според последните информации, на улиците бандите се пресметуваат, киднапираат луѓе едни со други. Вчера имавме еден, благодарејќи на овие социјални мрежи, веднаш и вест за кликови, би рекол, во онлайн вокабуларот, беше емитувано како влегува киднапери во емисија во живо на една од телевизиите, каде си ги упатија своите барања, ако тие барања кои тие ги имаат се да бидат пуштени на слобода, нешто што по закон, по светските закони не би можело да биде. Меѓутоа, повторно ќе кажам, Еквадор е една од државите, но и останатите си го плаќаат цехот на корумпираноста на владеачките елити, на држава во држава, кога се работи за мафија. Ние изминатите децении бевме сведоци како големите сили, мораме дели да ги ставиме во овој контекст, во Никарагва, Гватемала, каде се не беше пред 50 на години, каде што беше известен Мануел Нориега поставен на власт, со амин на Белата куќа, па кога му истекче рокот на употреба, Америка, Соединетите американски држави упатија воени трупи да го ликвидираат и беше ликвидиран. Другите беа уапсени, некои се по затворите во САД, некои се по затворите во овие латиноамерикански држави. Се на се, еден Јужна Америка пати од тој хаос на држава во држава, кога мафијата, која први е поврзана со власта, со корумпираната власт, станува посилна од власта и тогаш се доаѓа до ова што се доаѓа. Ќе видиме што ќе се случува. Овие држави, пред се Перу ми се чини, и уште некои од соседните држави на Еквадор веќе ги затворија границите, стравувајќи од прелевање на немирите. Она што мене ми останува секогаш енигма, не сум склон многу да ги следам тие работи, бидејќи малку ми е сето тоа, би рекол, може би и фингирани работи, нешто може би разузнавачки служби, полициско-криминално подземје и сето она, што може би и на Балканот сме го гледале, видовме пред 20 на години кога беше во Белград ликвидиран тогашниот премиер Зоран Џинџич, кога исто така имаше едно латиноамериканско сценарио, каде нели така наречениот земонски клан во моментот помисли дека е посилен од државата, но на Балканот и покрај негативниот контекст кој го има во светот, барем од тој аспект државата секогаш која ќе одлучи може да се справи со ваквиот тип на поединци. Што се однесува до латиноамериканските држави, барем според она што можеме да го гледаме и по филмови, и што го знаеме и од инвестите, изминативе 50 години, како државите да неќе да се справат. Мексико е една од ретките која е многу загрозена и чиј председател и власт се обидува да влезе во војна
со тие наркобанди и тоа е вистинска војна. Тоа не е ништо послаба војна од ова што го гледаме во Газа или во Русија и Украина, но секако зад тие наркобанди секогаш стои корупција во актуелната власт која ги предупредува, им дозволува, влијае врз судството, а не бидете судени, еве, овој бил во затвор, некако избегал, како избегал во затвор? Не можел да избега од што е способен. Веројатно повторно подплатени затворски чувари, затворска управа, можеби и гувернерот на областа, не знам, ќе видиме. Во моментов владее хаос во Еквадор. Се уште нашите колеги кои се занимаваат со тоа од странство и кои знаат повеќе од нас, се разбира, не пишуваат за тоа што може да е некоја политичка причина. Дали да се урне оваа власт во Еквадор, па добро и да се урне оваа власт кај дое некоја друга, работата не биде корумпирана. Доколку па биде некорумпирана, тогаш новата еквадорска власт ќе мора да влезе во една граѓанска војна, би рекол, како што тоа го прави сега Мексико. Мексико за сега тоа успешно го прави и покрај тоа и има подршка од Соединетите Американски држави, кои пак секогаш играат некако, од една страна ја поддржуваат актуелната власт, а од друга страна кога некој од овие мафијаши ќе им треба, ќе го прогласат дека се дисиденти и онда му даваат азил. Така да, Еквадор ќе очекуваме што ќе биде во текот на денот. Очигледно е дека корупцијата е едно од најголемите зло, уште еднаш се покажува и докажува тоа. Земеме предвид дека општеството е организам, тогаш корупцијата веројатно би било карцином или рак, кој прогресира брзо и кој ги уништува сите слоеви на општеството, а поединци стануваат посилни од државата. Кој знае, дали може би ваквите случувања се инспирирани со оглед на тоа што има актуелни жаришта на војни, дали може би од таму доаѓаат и се инспирираат останати земји да избувне нешто? Па сума сумаром, оние терористички организации како што се Хамас, Исламски џихад, Исламска држава и се тоа сега да не ги набројувам. Многу од тие се финансираат токму од овие нелегални тргови на дрога, сега дали е тоа кокаин или хероин, дали е афганистанско блискоисточна врска или е латиноамериканска држава врска, во зависност од тоа какви наркотици се продаваат. Сигурно се поврзани мафијата со терористите и тие поврзаности секогаш ги има. Од друга страна, државната безбедност на сите држави игра преку овие мафијаши за да може па да се доближи до терористите. Па многу пати сме гледали по филмови дека високи функционери на одредени државни безбедносни служби се па корумпирани и играат дволично со цел да се стекнат со некаква материјална корист. Видовме изминатите години, она што беше последно беше мексиканскиот наркобос Ел Чапо, кој исто така го правеше ова што сега се случува во Еквадор. Тоа беше во Мексико, тој почна да се шири дури до Индонезија. Тој беше вмешан и во финансирање на некои индонезиски таму муслимански сецесионистички групи. Значи и ја има таа поврзаност, но тоа е многу комплексно прашање. Ми се чини не можеме ни јас и ти во студио нити да го објасниме, ниту пак да го решиме. Целиот свет на некој начин има проблем со тоа, но проблем имаат и владеачките елити, повторно ќе кажам, кои поради корупција, стекнување на материјална корист и сето она што се случува, не го сузбиваат криминалот како што треба. Во даден момент, кога ќе се одлучи, тогаш ги спакуваат во затвор. Последно ова со Ел Чапо го спомнав, претходно се познати и други мафијаши од минатото од Латинска Америка, да не ги спомнувам, но ќе го ставам во контекст и ова апсење вчера на поранешниот министер за полиција во Полска, кој беше уапсен во седиштето на неговата партија, под објаснување дека додека он бил министер за полиција исто така бил корумпиран, односно соработувал со таков тип на криминал, кој е познат за Полска, се разбира сега во Латинска Америка, тоа е кокаинот, во југоисточна Европа, Русија, Украина и се тоа што се случува, имате тука и со оружје, трговија, но и хероинот е доста присутен, значи поделени се тие работи. Сега ова јас го зборувам од една општа култура, генерално како вести, како информација, можам само да го пренесам следното, дека на Еквадор му се случува во моментов нешто што во Мексико се случува со децении, но Мексико е големо
слободно, има огромен број на, би рекол, внатре автономни области, па тие некако се под контрола на централната власт и секогаш кога треба се вмешуваат Соединетите Американски држави и нивната таа ДЕА, нешто што е пандан на ЦИА, но за дрога и проблемите со трговијата со дрога. Ќе видиме, јас лично очекувам дека во Еквадор може да дојде и да се вмешат и Соединетите Американски држави и покрај тоа што Еквадор и САД не се баш од некоја голема, од некои добри дипломатски односи. Дали изјавата на Ентони Блинкен, односно опомената, или како и да ја наречеме веќе кон Израел, за тоа дека веќе преголема жртва претрпеа цивилите, посебно децата, е само една бледа изјава, она што досега го слушаме од кога почна војната во појасот Газа, или можеби ќе промени нешто? Јас мислам дека тие сигнали се дипломатски, тоа треба да се чита со дипломатски вокабулар. Да, Соединетите Американски држави, јас и вчера реков во ова студио, мора да бидат внимателни, избори се во прашање, но и да не се избори, имат големо муслиманско арапски жители во Соединетите Американски држави. И повторно ќе кажам, ако еврејското лоби е многу влијателно во политиката на САД, која ја тера Белата куќа и американската власт поинаку да гледа на проблемот со Израел, тогаш овие предизбори мора да размислуваат и за оној огромен број на арапско и муслимански гласачи, по и оние други гласачи кои не ја поддржуваат оваа војна, така да мене ми се чини дека овие пораки на Блинкен се форма без суштина, бидејќи Бајден јасно кажува, вчера го гледав во некој негово обраќање, дека ќе му помага на Израел и понатаму. Доколку сакаат да запре војната, првин што треба да направат Соединетите Американски држави е да, а тие тоа го можат, тие се моќна држава, можат првин да прекинат со поддршка на Израел, не зборувам во оружје, не зборувам во пари, зборувам за поддршка и да направат поддршка за мировниот процес, да ги седнат на преговарачка маса. Ние во изминатиот период бевме сведоци дека САД кога ќе одлучат, можат да ги седнат на преговарачка маса палестинците и израелците. Тоа го видовме 90-тите години на минатиот век, тоа го видовме 70-тите години кога најголемите непријатели Израел и Египет со тогашните председатели успеа да седнат на преговарачка маса. Тие беа толку завојувани и Египет и Израел, но сепак тогашниот председател на Израел отиде и се обрати пред израелскиот кнесет. Значи тоа се беше под патронат на Соединетите Американски држави. Дали денеска времето е сменато и тоа игра улога, но ми се чини дека Белата куќа нема 100% одлучено дека треба да ја изостави поддршката на Израел и да му даде поддршка на мировниот процес. Тоа е барем впечатокот што можеме сега да го видиме. Од друга страна, се стравува од нов ливанско-израелски конфликт. Тој до сега два пати беше во историјата. 70-тите години Израел на два пати влезе во Либан, го окупираше главниот град Бејрут, дојде до да кажеме граѓанска војна таму, последно беше 2006 година и мене ми се чини И синоќа имаше напад, ако не се лажам, од мене ми се Хезбола. чини дека најавите на кабинетот на Нетањаху се дека ќе шири војната и таму и дека ќе сака да ја повтори и 70 и некоја, не ме фаќате за збор, и 2006 на што се сеќавам, кога влегува во главниот град Бејрут, го држа под окупација и подоцна се повлекува. Тогаш дојде до војна, до отворена војна, а ќе потсетам дека Либан и власта во Либан е под контрола на Хезболах, Хезболах е под контрола на Иран, така да ништо се нема сменато овие 40 години во однос на израелско-палестинската прашање, туку напротив работата ескалира. Благодарам Андоновик што јутринава беше заедно со нас. Ние почитувани продолжуваме понатаму со нашиот прв гостин за денеска. Во студиото ќе го пречекаме Гюнер Исмел, со него ќе разговара мојот колега Зоран Иванов. Останете со Слободен печат.